20 часот, централен дневник на Канал Плюс. Почнуваме веднаш по кратката најава, останете со нас. Утре почнува новата училишна година. Училиштата на Истокот подготвени за настава. Дел од првачињата денес седнаа во училишните клупи. Пуштено е во употреба повеќе функционално игралиште во рамки на спортскиот центар Јордан Мијалков во Штип. Берово влезе во проектот за креирање на европска мрежа од биорегиони, како една од најчистите еколошки региони во Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денес во вилата Билјана во Охрид го прими Драган Човик, член на председателството на Босна и Херцеговина, кој престојува во работна посета на Република Македонија. Двајцата соговорници, како што соопшти кабинетот на македонскиот председател, ја констатирале добрата билатерална соработка меѓу двете земји, без отворени прашања и изразиле заемен интерес за нејзино јакнење и продлабочување во сите сфери од заеднички интерес. Председателот Иванов упатил покана за официјална посета на трите члена на председателството на Босна и Херцеговина, за време на која би се одржал бизнис форум со цел интензивирање на економската соработка и зголемување на трговската размена. А ние остануваме на тема политика. Заврши лидерската средба во клубот на пратеници во Скопје, на која требаше да се оцени дали се исполнети условите за одржување фери демократски избори. На средбата покрај лидерите на 4 големи партии присуствуваа и амбасадорот на САД Джес Бейли и представник на делегацијата на Европската унија во Македонија, како посредници во постигнувањето на Пражинскиот договор. Да погледнеме дел од изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Нам денеска ни се потврди оно што цело време мислевме дека ќе биде, а тоа е дека Социјалдемократскиот сојуз не сака решение во македонската радиотелевизија кое што е навистина независно, непристрасно и слично, туку сакаат партиско решение. Тие предложија господјата Санта Агирова, поранешен шеф на кабинет на Илинка Митрева, поранешен министер за надворешни работи на Социјалдемократскиот сојуз и, ако не се лажам, и потпредседател на СДСМ во некои од годините наназад. Колку што разбрав и член на групата која што се нарече некаква шарена револуција, така што со прилично јасно изразено политичко мислење, политички став, политичка позиција, партиска позиција. И со тоа се покаже дека практично целта на СДСМ не е да има некоја непристрасна личност, некоја личност која што навистина ќе биде неутрална и нема да припаѓа на едната или на другата страна, туку сакаат нивно партиско решение. За да не им даваме можност повторно да избегнуваат од изборите и тоа да им биде причината да повторно ги одложат или избегнат изборите, ние им го прифаќаме тоа решение и сега им го соопштивме тоа. Втора работа е поврзана со прашање кое што го отворија, поврзано со методологијата. Тоа им е втората точка на која што очигледно сакаат да ги одговлекуваат работите. И ние и тоа им го прифативме што го бара со методологијата, ги информиравме каква сакаат, таква ќе ја прифатиме, кажа што сакаат, тоа им го прифаќаме што го сакаат, така што уште една можност да ги одложат изборите ја елиминираме. Утре почнува наставата во основните и средните училишта во државата. Новата учебна година ќе ја почнат 270.000 ученици, од кои 21.213 се правачиња. Дел од основните училишта денес приредија свечен прием за најмалите ученици. Првиот училишен ден започна за првачињата. Училишниот двор полн со детски џагор. Нестрпливи, среќни и помалку уплашени правачиња беше денешната слика во основните училишта. Родители, баби и дедовци со солзи радосници ја споделија радоста со своите правачиња.
Основното училиште Ванчо Прке денес организираше свечен прием за идните ученици. На наше огромно задоволство, оваа учебна година, значи имаме 167 ученици. Еве јавно им упатувам среќен почеток, им посакувам многу пријатни мигови успеси во нашето училиште. Формирани се 7 паралелки. Звукот од училишното звонче возбудлив за сите, но најмногу за првачињата, секој од нив со различни очекувања. Јас сум поготина да одам за право оделение, имам раници и имам тетрадки. Один овој другарчиња ќе запознам, ќе учиме, ќе се забавуваме. Кажи ми, дали си подготвен да одиш во прво оделение? Да, Имаш книги, тетрадки, моливчиња? да, Да. Ранец имаш? да. Да. А кажи ми, што најнего те радува со тоа што ќе почнеш да одиш на училиште? Се. Во Штип годинава на училиште ќе тргнат 500 правачиња, во однос на лани оваа бројка е зголемена за 40. Во Кочани годинава на училиште ќе тргнат 334 правачиња, што е за 36 помалку бројката на запишани правачиња во основните кочански училишта за учебната 2016-2017 година. Во Виница 170, додека во Берово досега се пријавени 103 правачиња. Молебен за учениците денес се одржа во Кочани, а утре попладне за штипските ученици молебен ќе се одржи во Божиот храм Свети Никола. Остануваме со образованието. Со следниот прилог одиме во Виница. 170 нови правачиња, 152 нови средношколци од утре ќе седнат во виничките училишта. Во виничките училишта утре треба да седнат 1959 ученици, од кои 1400 во основните училишта, а останатите во средно образование. Училиштето Ванчо Прк е задоволно од бројката на запишани учебници и оваа учебна година продолжува со едносменското работење. После двата уписни рока, значи во јуни со 2 пријавувања и сега на 24 август со едно пријавување, вкупно имаме запишано 152 ученика во прва година, и тоа 97 се во гимназиско образование, во текстилна имаме 18 некаде, машинска 20, сообраќајна 18 ученици. Во третиот степен немаше одлив во однос на ланската учебна година во 2015-16, значи некаде околу 25 ученика повеќе имаме, значи е голем бројот во однос на ланската уписна година. Инаку, чисто да споменам, повторно продолжуваме да работиме во една смена, значи едносменско работење, бидејќи лани се прилагодивме со нови простори и надополнуваме со учениците кои одат на практична настава и по спорт, значи секогаш имаме простор, дури и со групите по проектни активности може да се покриваат. За прв пат во училиштата треба да влезат и 170 првооделенци за кои приемот во двете основни училишта во градот е од 13 часот. Значи, за почетокот на учебната година училиштето Славчо Теменски е комплетно подготвено, како во централното, така и во подрачните училишта. Од 1 септември, односно од 4 септември ќе се почне со изведување на едносменско работење во подрачното училиште во село Градец. Знаеме дека бројот на ученици постојано опаѓа, со тоа што ќе се намалат трошковите за тековно работење на училиштето во текот на наредната учебна година. Најмногу правачиња има запишано основното училиште Гоце Делчев, 60 во Виница, 15 во село Истибање и 12 во село Јакимово, а најмалку основното училиште во Блатец, само 6 правачиња. Основното училиште Никола Парапонов во село Драгобраште запише 16 правачиња, од кои 9 во село Трсино, 7 во село Драгобраште. Само едно прваче годинава е запишано во село Лаки, а село Липец нема запишано ниту едно. Според најавите, наставата за учениците од предметна започнува утре во 7 часот. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денес беше во посета на Штип. Заедно со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев го пуштија во употреба повеќе функционалното игралиште во рамки на спортскиот центар Јордан Мијалков. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денеска во Штип заедно со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев го пуштија во употреба повеќе функционалното игралиште во склоп на спортскиот центар Јордан Мијалков. Вкупната инвестиција е 200.000 евра. Денес на мое лично задоволство, заедно со ректорот и управата на Универзитетот Гоце Делчев, дојдов да го посетам
новото игралиште, кое што е комплетна инвестиција на Универзитетот Гоце Делчев. Станува збор за инвестиција од 200.000 евра сопствени средства на Универзитетот. Навистина активност за поздравување, посебно затоа што е во рамки на веќе постојаната спортска сала Јордан Мјалков, која што ја користи Универзитетот Гоце Делчев. Ова навистина ќе придонесе за развојот на спортот и спортските активности во рамки на универзитетот, но и на воопшто на градот Штип, посебно на овој дел од градот Штип во кој што гравитира голем број население. Врз основа на она што го имам како информација од разговорите со ректорот, покрај за потребите на универзитетот, овој спортски комплекс ќе се користи и од страна на населението, што навистина придонесува за потврда на целокупната општествена активност и одговорност која што ја има универзитетот и неговото комплетно значење за целосниот развој на градот Штип и целиот овој регион во повеќе сегменти, со што уште еднаш се потврдува на еден начин правилната одлука која што владата на Република Македонија пред неполни 10 години ја донесе за да го формира овој универзитет кој што придонесе за развој на градот Штип и целиот овој регион на повеќе ниво. Во спортскиот центар Јордан Мјалков ќе се изградат уште неколку спортски содржини, со што целосно ќе се заокружи изградбата на овој спортски универзитетски центар, изјави ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Ќе следат изградба уште на неколку спортски содржини тука во горниот дел на салата, така да ќе го заокружиме овој центар во потполност, во поглед и во насока на тоа да студентите имаат добри места каде што може да добуваат своите спортски активности, рекреација, реква во секој случај и граѓаните на овој дел на Штип. Мислам дека е прав потек тоа што универзитетот го отвори овој спортски центар. Новото спортско игралиште ќе биде наменето за повеќе спортови, за кошарка, фудбал, одбојка, а освен студентите на УГД, новиот спортски комплекс ќе може да го користат и жителите од околните населби. Имено при денешната поседа, заменик министерот за образование го најави стартот на новата учебна година. Давањето согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните и средните училишта во општина Кочани за учебната 2016-2017 година, долговите на кочанските училишта и извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие беа точките кои предизвикаа најдолги дискусии на 51-та седница на Советот на општина Кочани. На крајот сите предложени точки беа усвоени. На 51-та седница на Советот на општина Кочани советниците гласаа по 14 предложени точки од дневниот ред. Најдолга дискусија предизвика првата точка – давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во општинските основни и средни училишта во Кочани за учебната 2016-2017 година, за која советниците од опозицијата реагираа дека нелогично е со 20 ученици да се бара согласност за формирање две паралелки. Општинското училиште Крсте Петков Мисирков во прво одделение има 21 ученик, што нема доволно ниту за една паралелка, а тука се бара согласност за две. Во трето одделение исто 22 ученика, нема доволно ниту за една паралелка, се бара согласност за две. Формирањето на паралелки со помал број ученици одговорните го објаснуваат од причина да не се создава технолошки вишок кај наставниците. Ние секоја година ги намалуваме одреден број на паралелки, меѓутоа доколку ги направиме сите паралелки по точниот број на ученици, односно над 25 во секоја паралелка, значи ќе ни се јави огромен технолошки вишок. Оваа година со пензионирањата и ниту едно ново вработување се успеа да се намалат вкупно 2,5 паралелки. Подолга дискусија меѓу советниците предизвика и втората точка за извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за период втор квартал 2016 година. Тука беше споменат долгогодишниот проблем огромните долгови на основните и средните кочански училишта. Такви суми на општинско ниво до сега се незапамтени и воопшто не знам како, например, директорот на средното училиште Гошо Викентиев планира да врати 465.000 евра. И како воопшто е дозволено 28 милиони или 465.000 евра да дојде училиште. Ние овде го донасаме буџетот на училиштето. Не може да очекувате вие дека нема да се направат долгови, кога го одобрувате 5 милиони за превоз, а знаете дека истиот тој превоз чини 11-12 милиони денари на годишно ниво.
И третата точка на која се разгледуваше извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за период од 1 јануари до 30 јуни 2016 година со финансиски показатели, предизвика подолга дискусија меѓу советниците, која што на крајот беше усвоена. Беа усвоени и останатите точки од дневниот ред. Предлог одлуката за давање помош на граѓаните зафатени од поплавите на подрачјето на градот Скопје. Извештајот за реализацијата на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за период од 1 до 36 2016 година. Извештајот за работењето на комуналните редари во општинската администрација во општина Кочани за период од јануари до јуни 2016 година, како и предлог решението за именување член на управен одбор на детската градинка Павелина Велјанова, каде е избран е Димитар Димитров, дипломиран економист. Предлог решението за разрешување и именување член на управен одбор на библиотеката Искра, каде што избрана е Лимонка Паунова, вработена во библиотеката. И предлог решение за именување член на училишен одбор на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, каде што е назначен е Јордан Јорданов, референт за стопанисување со стамбен и деловен простор. Крстосницата Доиле во Штип во иднина ќе функционира како кружен тек. Новото решение, кое треба да биде готово до 10 септември, треба да обезбеди поголем проток и поголема безбедност на возачите и пешаците во еден од најфреквентните делови на градот. Продолжува големата комунална офанзива на општина Штип за асфалтирање на улици во градот и селата. Денес се асфалтираше улицата Крсте Мисирков од мостот кај црквата Свети Никола кон црквата Свети Спас и Ново село. Се надевам дека во денешниот и утрешниот ден ќе завршиме со ова асфалтирање на улица, а потоа продолжуваме да асфалтираме на другите улици каде што ова компанија го има добиено тендерот од општината од општина Штип. Значи инвестицијата е вредна 980.000 денари со квадратура од околу 3500 метри квадрат. По завршувањето на оваа улица ќе се асфалтираат и Волола Рибар во Горно Мало, Еврејска и други улици кои се влезени во програмата за тековната година. Паралелно со овој зафат во Штип се решава уште еден сообраќаен проблем. Тоа е крстосницата Дуиле, каде што започна решавање на кружен тек како еден од начините за поголема пропуст на возила и поголема безбедност на возачите и пешаците. Општина Штип заедно со јавното предпријатие ЈП Стипион денес веќе започна со реконструкција на најголемата раскрсница во Штип. Ќе се гради кружен тек со вкупната површина негде зафаќа околу 6000 метри квадратни, каде што треба да се реновираат асфалт, каде што треба раскрсницата да се пренамени во кружен тек. Од општината најавуваат дека реализацијата на кружниот тек ќе заврши за краток период и дека конечно се симнува еден хроничен проблем на еден од најфреквентните делови во градот. Рокот на изведба е до најдосил до 10 овој месец. Вкупната инвестиција чини околу 3 милиони денари. Новиот кружен тек се прави се со цел ради поголема безбедност во сообраќајот. Во црквата Успение на Пресвета Богородица во Ново село, местото каде на 4 март 1881 година е роден Тодор Александров, денес беше извршена панихида по повод 92 години од смртта на овој македонски револуционер и председател, кој најдолг период бил на чело на ВМРО. Во прилогот што следува дознајте за најновите податоци за неговите дејствувања пред Илинденското востание, како историчарите ги толкуваат гласините дека наместо за Македонија делувал со пробугарски идеи и на кој начин општина Штип планира да се одолжи на Александров и останатите заслужни граѓани родени во Штип. За ликот и делото на Тодор Александров, кој потекнува од Штип, постојат многу документи и податоци кои се од големо значење за историјата на Македонија. Тој е еден од најголемите лидери на внатрешната македонска револуционерна организација, која ја води борбата за независна македонска држава после Балканската војна, Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија и македонскиот народ помеѓу Србија, Грција и Бугарија. Александров и тогаш ја води ВМРО и испреќа декларација до големите сили дека ќе ја продолжи борбата за автономија и независност на Македонија. Тогаш избивана граѓанска војна помеѓу ВМРО и новата бугарска влада на Александар Стамболицки, кој што бил во соработка со кралството СХС, го подпишува Енички договор за заедничко делување помеѓу кралството на србите, хрватите, словенците и
бугарската влада против четите на ВМРО. Така да ВМРО во тој период се нашла во една незавидна ситуација, помагана било исклучиво од италијанската влада, како влада која што на Версачката мировна конференција единствено е помагала Италија, помагала идејата за автономија на Македонија. Историчарот Ѓорги Чекутков, кој го истражува делувањето на Александров пред и по илинденскиот период, истакна дека овој револуционер пред илинденскиот период бил доста активен токму во овие краеви на Македонија, Штипско, Кочанско и Кратовско. Активно работел на создавањето на Македонската револуционерна мрежа на самата организација, заедно со Иван Шатев, братот на Павел Шатев, кои што заедно се борели против турскиот Аскер Башибузук и работеле активно на возобновување на револуционерната мрежа. Во последните фази од подготовки на Илинденското восстание, Тодор Александров на 27 март 1903 година е уапсен од турските власти и текот на Илинденското восстание го поминал во затвор. Потоа е ослободен и по 1904 година тој активно повторно му служи на идејата за автономија на Македонија. Она на која се посветува Александров после излегувањето од затвор е борбата против новиот младотурски режим, создавајќи цврста интелектуална структура во редовите на организацијата, која патувајќи низ европските земји агитира за автономија и независност на Македонија. За гласините дека Тодор Александров бил претежно со пробугарски идеи, Чекутков истакнува дека тоа се должи само на основа на црковната припадност кон бугарската екзархија. Тодор Александров делувал во еден период кога не само Тодор Александров, туку сите македонски револуционери од сите фази на македонското револуционерно движење и од сите идејни течења, без разлика дали станува збор за лева или десна структура или централисти или анархисти во структурите на самата ВМРО, бидејќи имало различни идеолошки концепции. Меѓутоа, во тој период настанува на забуна по пат на црковната определеност. Значи, сите најголеми дел македонското население бил припнато кон бугарската екзархија. Во многу документи може да се сретни. Меѓутоа, тука станува збор за црковна припадност. Во борбата тој чист за независна македонска држава во етничките граници. На денешен ден во 1924 година е извршен атентат на Тодор Александров. Се уште не е познато дали од страна на Коминтерната, бидејќи не сакал да го стави неговиот подпис на мајскиот манифест, бидејќи не сакал ВМРО да се болшевизира, потоа дали од комунистичките партии на Балканот или тогашната бугарска влада. Како и да е, она што со сигурност се знае е дека Тодор Александров е роден во Штипско Ново село на 4 март 1881 година и е еден од многобројните револуционери кои се родени во Штип. Токму во нивна чест, општинската власт размислува за поставување на алеја на заслужни граѓани. Само во Софија почиваат над 100 личности родени во Ново село и во Штип, кои се значени за нашата историја. Така да мислам дека тоа можеме да го направиме, затоа што нивните гробни места можеби тамо веќе не се познаваат и препознаваат, но овде тие ќе бидат на некој начин третирани како што треба и заслужуваат овие личности. Алејата ќе биде веднаш до капелата, значи онаа парцела која работиме. Пробивањето на безбедноста на еден од најпрометните аеродроми во Европа, оној во Франкфурт, предизвика одложување на повеќе летови. Делови од терминалот 1 од франкфуртскиот аеродром се евакуирани откако патник влегол во ограничената зона, без претходно во целост да ја мине безбедносната проверка, информира операторот центарот. Портпаролот на франкфуртскиот аеродром изјави дека нарушувањето на безбедноста ќе води до одложување на некои летови. Бегалскиот камп во швајцарскиот кантон Золотурн во градот Биберист е целосно уништен во пожар кој избувнал денеска. Локалните полициски власти соопштија дека причините за пожарот за сега се уште непознати и дека нема повредени лица. Сите 10 бегалци кои што во моментот се затекнале таму се безбедно евакуирани, а противпожарните единици за кратко време го изгаснале пожарот. За проценка на штетите ќе бидат потребни 2 до 3 дена, изјави полицискиот портпарол. Случаите на напади врз бегалци во Швајцарија се ретки. На 2 тона кокаин во собственост на најголемата колумбиска наркомрежа Клан дел Голфо, а наменети за Централна Америка и САД беа запленети во Јужна Колумбија, соопшти денеска поморската флота. Последниве неколку часови патроли на Националната поморска флота одзедуваат 1262 килограми кокаински хлорохидрат во неколку операции во Јужен Пацифик. Првата пратка е одземена од страна на Тихоокеанската крајбрежна стража, која што запрела и пловила без име или
какви било ознаки, упребувана од четворица колумбици на отворено море крај брегот на округот Нариньо, кој што се граничи со Еквадор. Во него се најдени 37 пакети од дрогата со вкупна маса од 1500 килограми, кои што требало да бидат доставени во Централна Америка. Воени лица од Оделот за борба со наркотици пак во руралните области околу Нариньо пронашле 20 пакети со маса од 762 килограми кокаин, наменет за Централна Америка и САД, се наведува во соопштението. Оваа седмица колумбиската морнарица конфискува преку 3 тони кокаин. Колумбија е најголемиот производител на растението кока во светот, како и најголем производител на оваа нелегална супстанца со 646 тони во 2015 година. Мирза Сендик, тренер на клубот за мешани боречки вештини Самурај Штип и еден од подобрите надпреварувачи во бразилско џиу-џитсу, ќе настапува на борба во мешани боречки вештини во Струга. Силите ќе се ги одмери со доста искусниот противник од Битола, Дардов Баже. Мирза се спремаше напорно за овој турнир и после оваа борба очекува повика од организаторот на најдобриот турнир во Велес, Раде Стефановски, кој ќе се одржи во октомври оваа година. Другиот надпреварувач од Штип ќе биде неговиот помлад брат Хајрудин Сендик, кој веќе има издвоено една победа на турнирот Крали Марко во Прилеп во мешани боречки вештини, а во Струга за противник ќе го има Филип Божиновски. Инаку се почесто сме сведоци како овој спорт во Македонија го доживува својот раст благодарение на упорноста на организаторите и на аматерско и на професионално ниво. Ова беше се во централниот дневник на Канал Плюс. Се гледаме повторно во 23 часот, термин за третиот и последен дневник на Канал Плюс. Останете со нас.